Во денешниот дигитален свет, прашањето веќе не е дали некоја организација ќе се соочи со киберзакана, туку кога точно ќе се случи тоа. Сега, како може некој да се подготви за нешто што е толку непредвидливо? Па излегува дека постојат веќе докажани прирачници за тоа и во оваа анализа ќе ги отвориме и ќе дзирнеме што точно има внатре. Искрено, ова е прашање од $1.000.000, а понекогаш и буквално. Кога заканите демнат од сите страни, од некои супер софистицирани хакерски групи, па се до најобични човечки грешки, од каде воопшто да се почне? Чувството дека се е премногу е сосема реално. За среќа, нема потреба да се измислува топла вода. Решението всушност лежи во веќе напишани прирачници. Замислете ги како еден вид книги со правила за кибербезбедност, кои се полни со докажани стратегии и нудат јасна осветлена патека низ целата таа дигитална џунгла. Добро, ама пред да се нурнеме во самите прирачници, ајде за момент да застанеме и да се запрашаме зошто тие воопшто постојат. Која е целта на сите тие правила? Излегува дека тие служат како еден заеднички јазик за безбедност, како темел врз кој потоа се гради се друго. Најдобро е да го замислиме управувањето како устав на една организација. Значи, тоа се врховните правила и стратешкиот план што ги поставува раководството. Без тој основен документ, секој обид за безбедност е некако хаотичен и веројатно осуден на неуспех. Настанува чиста анархија. Значи, клучната поента тука е дека не станува збор само за спречување напади. Замислете, например, колку би било хаотично ако секој оддел користи различен софтвер за комуникација, што воопшто не е компатибилен со другите. Овие стандарди се тука за да се осигураат дека се функционира како една добро подмачкана машина, што на крајот на денот заштедува и време, и пари, и нерви. Добро, сега кога ја разбираме потребата од правила, време е да ги запознаеме двата главни играчи, двата главни прирачници во светот на кибербезбедноста. А најлесен начин да ги разбереме е преку една многу едноставна, но моќна аналогија, планот наспроти листата за проверка. И тука доаѓаме до клучниот момент. Овие две рамки не се некакви ривали, туку тие се надополнуваат. Замислете го нист како архитектот кој го црта целиот план за куќата. Тоа е стратегијата, големата слика. Од друга страна, CIS е мајсторот кој доаѓа со конкретна листа за проверка и кажува точно кои цигли треба да се постават први. Кога работат заледно, тие создаваат една речиси непробојна тврдина. Ајде прво да го разгледаме планот. Сега се нурнуваме во рамката на NIST, која е на вистина како еден детален архитектонски нацрт за изградба на цела безбедносна програма, чекор по чекор. Овој цитат е едноставно совршен. NIST не кажува која марка на брава треба да се купи, туку покажува каде треба да се наоѓаат вратите, каде прозорците, каде алармниот систем во таа наша безбедносна куќа. Ја дава структурата, големата слика. И внимавајте. Овие 5 функции не се листа за пазарање што се поминува еднаш и се заборава. Не. Ова е континуиран циклус, постојан процес на подобрување. Кибербезбедноста не е дестинација, туку патување. А овој циклус е нашата мапа на тоа патување. Првиот чекор е најосновен, но можеби и најважен. Исто како што не може да се осигура накид ако не се знае што точно се има во кутијата за накид, така не можат да се заштитат дигитални средства ако прво не е направен детален попис. Мора да се знае што се има, за да се знае што треба да се штити. Едноставно. Океј, откако знаеме што штитиме, почнуваме да градиме ѕидини околу тоа. Тоа е функцијата заштити. Но знаеме дека и најцврстите ѕидини можат да бидат пробиени, па затоа ни требаат стражари на тие ѕидини. Тоа е функцијата детектирај, нашиот систем за рано предупредување. И кога алармот конечно ќе се вклучи, секоја секунда е важна. Затоа мора да има однапред подготвен план за акција. Одговори е како тимот за брза интервенција. А откако прашината ќе се слегне, функцијата опорави се е планот за расчистување на целиот хаос и враќање во нормала што е можно побрзо. Добро, го разгледавме планот. Сега е време за акција. Ајде да го отвориме вториот прирачник и да ја погледнеме листата за проверка. Ако NIST беше архитектот, CIS се мајсторите кои доаѓаат на терен и точно знаат што треба да се направи и уште поважно по кој редослед. И токму тука лежи генијалноста на CIS.
Тие разбираат дека не може да се истрча маратон без претходно да се научи да се оди. Затоа ги делат сите безбедносни мерки во така наречени имплементацијски групи. Може да ги замислите како нивоа во видеоигра, почнувајќи од оние најосновни работи кои апсолутно секој мора да ги совлада. Оваа табела совршено покажува како безбедноста се гради слој по слој. IG1 е она што го нарекуваме основна киберхигиена, како редовно миење раце, нешто задолжително. IG2 додава уште еден слој на заштита, нешто како носење маска во гужва, а IG3 е веќе за оние на кои им е потребна целосна заштитна опрема, како на пример при пенетрациско тестирање, каде што буквално се симулираат вистински напади за да се најдат слабости. Секој чекор се надоврзува на претходниот. Добро, мислам дека доста беше теорија. Ајде да видиме како сето ова изгледа во реалниот свет. Ке разгледаме една кратка студија на случај, за да видиме како овие прирачници можат да трансформираат една прилично ранлива организација. Да се запознаеме со Джил и Рој. Тие водат мала сметководствена фирма и како безброј други сопственици на мали бизниси, толку се фокусирани на секојдневните обврски, што кибербезбедноста им е веројатно последната грижа. Звучи познато, нели? И еве ја бомбата што отчукува. Ова е неверојатно честа појава, но и екстремно опасна пракса. Тоа е дигитален еквивалент на тоа да му се даде главен клуч од целата зграда на секој вработен, вклучувајќи го и практикантот кој почнал вчера. Еден погрешен клик, еден заразен мејл и целата фирма може да биде заклучена од ransomware. Па што треба да направат Джил и Рој? Нема потреба од паника. Едноставно ја отвораат листата за проверка на CIS и почнуваат со имплементацијската група 1, она основната хигиена. Прво, попис на целата опрема. Второ, и ова е клучно, одземање на тие администраторски привилегии. Само со овие неколку чекори, кои патем не чинат скоро ништо, тие драстично го намалуваат својот ризик. И токму тоа е магијата на овие рамки. Тие го земаат тој огромен, навидом хаотичен проблем на кибербезбедноста и го претвораат во јасна, чекор по чекор патека. Тие носат јасност во хаосот, без разлика дали станува збор за мала фирма како онаа на Джил и Рој или пак за некоја огромна корпорација. И за крај, едно прашање за размислување. Кога би биле одговорни за одбраната на еден бизнис, кој прирачник би го отвориле прво? Планот или листата за проверка? Дали би почнале со големата стратегија или со итна, конкретна акција? Може би нема еден точен одговор, но најважно е да се знае дека овие мокни алатки постојат и дека секогаш е најдобро да се почне од некаде.